Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте во новото издание на Неделен микс. Заедно сме и овие 2 часа, и овој викенд, и попладне го поминуваме заедно. Мојот прв гостин денеска неодамна се врати од Загреб, каде што имаше своја изложба и таму беа одлични критиките. Станува збор за една многу интересна тема – убавите жени од Македонија. Подетално за самата изложба, но и за сите негови други уметнички дела, ќе ни каже уметникот Славчо Максимовски. Славчо, добре дојде во Неделен микс. Најнапред сакам да се заблагодарам за вашата покана да бидам гостин во вашата прекрасна и културна емисија. Ви благодарам многу. Како што спомнав и во најавата, неодамна се вративте од Загреб. Критиките се многу позитивни, меѓутоа какви се вашите лични импресии за изложбата таму? Импресиите се прекрасни и се уште ми е полна душата. Убаво си поминавме во Загреб. Изложбата Убавите жени на мојот народ и таму предизвика големо внимание и на нивна желба најверојатно ќе биде уште еднаш поставена во Загреб, на моје огромно задоволство. И мислам дека оваа изложба и оваа тема заслужува да има и tekako големо внимание, затоа што жените кои што се дел од оваа изложба се влијателни, се истрајни, се храбри и се достојни за да ја репрезентираат Македонија така како што ја презентиравме во Загреб. Да, станува збор за 29 жени од различни сфери, не само од јавниот живот, туку од било која сфера кој што оставиле белег и кој што се успешни во својата професија. Како дојдовте на идеја токму одредени жени или да ги сконтактирате? Мојата првична идеја е базирана на песната на Блаже Коневски Убавите жени на мојот народ и мојата замисла беше да се представат жени од различни области, од различни возрасти и со тоа да се покаже дека во Македонија има жени од различна годишна возраст, меѓутоа исто подеднакво успешни во сите сегменти, и во спортот, и во културата, и во уметноста, и во здравството, и во науката, така да мислам дека успеавме некако да изградиме една убава целина, која што и тука, и во Македонија секако предизвика огромно внимание и почит. Мислам дека жената како еден суштински елемент во општеството секогаш бара повеќе внимание и секогаш треба да ѝ се даде повеќе внимание, затоа што е како еден столб на цело општествено живење тука. Па, вие ова баш убаво го кажавте и навистина е така. Она што интересно е што ова е меѓу фотографија и слика. Така, не може да се класифицира стрикно во фотографија, ниту пак во слика. И исто така, она што мене посебно ми се допаѓа е што тие се минимално обработени. Така, значи, секоја визуелна креација што ја има на кај нив е според нивна приказна која што јас со внимание ја слушав, да ме кажат некои нивни интимни приказни кои што јас на мој начин преку една моја перцепција визуелно ги представив на апстрактен начин. Така да мислам дека целокупно целата комбинација на фотоманипулација, односно спојот на цртеж со фотографија убаво дојде во убава целина е направено и навистина жените се преубави. Секоја на свој начин. Македонија, ако со нешто може да се пофали, тоа е убавината на жената и бројот испадна 29 затоа што во случајот и финансиски, а и од просторен аспект и од секој друг аспект не можеше да биде повеќе. Тоа не значи дека во Македонија има само 29 жени кои што треба да се вбројат во оваа приказна. Се надевам затоа што има убава енергија, затоа што има убава мисла дека ова ќе продолжи и барем во уште една едиција каде што ќе бидат и некои останати жени кои што заслужуваат секако почит. Баш убаво.
Спомнавме дека се минимално обработени сликите фотографија. Што за вас, Славчо, представува убавината? Денеска сме светоци на се повеќе користење Photoshop, филтри, речиси да се поретко да видиме некој како природно изгледа, нели? Значи првенствено сум против тоа. Се додека не е оправдано тоа што се прави. Убавината е нешто што ни е дадено од Господ како еден благослов и некоја генетика која што треба да се чува. Да се чува, сакав да бидат природни, ги замолив сите жени да минимално да користат шминка, затоа што мојата идеја беше суштинската убавина на македонската жена да ја представиме низ оваа приказна, и мислам дека и покрај тоа што нема огромна обработка и што нема голема количина на шминка, сепак тие се прекрасни и македонски убави жени. Да, навистина е така. Во една прилика изјавивте: "Не знам и не можам да се занимавам со ништо друго освен со креативна работа, првенствено сликарството." Сте имали ли моменти каде што сте сакале да се откажете можеби од сликарството? Во ова тешко време секој од нас и веројатно и јас сум сакал многу пати да се откажам од мојата визија што имам за како да го поминам животот и мојата мисија за тоа. Меѓутоа секогаш некоја сила ми прави да скршнам веднаш до многу кратко време од таа моја мисла и да продолжам по патот, затоа што мислам дека морам да му бидам благодарен на Господ што ми го дал тој благослов да бидам уметник, затоа што никогаш времето не било убаво и добро за уметниците и секогаш уметниците се бореле со некои одредени времења и притисоци во тие времења или епохи каде што живееле. Јас само се трудам и сакам да бидам уметник на своето време, затоа што секој од нас е само гостин тука во ова време. Јас се трудам ова време што го имам тука да го искористам на најдобар можен начин. Се надевам дека ќе успеам, затоа што се трудам тоа да биде така. И пак ќе кажам дека повторно би го избрал овој пат, иако е тежок, затоа што сега во оваа ситуација секој пат, за секој човек и млад и повозрасен, а и студент, секогаш е тежок, меѓутоа тоа е секогаш за мене барем поголем предизвик кон иднината. И навистина започите вашата желба да секогаш сте тука за културата, односно организирате работилници, професор сте исто така, се трудите со малку средства, но со вашата голема желба да го остварите сето она што го замислувате кога станува збор за уметност. Уметниците никогаш не бараат многу. Меѓутоа уметноста како целина си бара одредени средства за да може достојно да биде репрезентирана пред публиката. Живееме во едно време каде што културата е минимализирана до крајен степен, каде што културните работници воопшто не се почитуваат за сметка на нешто друго. Мислам дека тоа е еден погрешен пат, затоа што Македонија има безброј културни амбасадори кои што ја представуваат и тука кај нас, а и секако и надворот од државата. Мислам дека се малце подзаборавени од институцијата која што треба многу повеќе да се грижи за нив. Се надевам дека ќе допре тоа до некој што треба да допре и дека ќе се поправи работата, затоа што многу времето значи бргу поминува, ние тонеме во една бездна која што не знам до каде ќе биде крајот, меѓутоа ситуацијата не е добра. А уметниците како работници секогаш треба да бидат оние кои први ќе застанат на
на страната на убавото и кога ќе го направат својот револт креативен, убав, во убава смисла. Револт за да се направи нешто добро за сите од нас. Значи мора да бидеме гласни креатори на општеството во кое што живееме и гласно да го критикуваме тоа што не ни се допаѓа, а секако да го пофалиме тоа што е добро. Така да... Да, тоа е карактеристично за уметниците, секогаш да критикуваат, да го кажат својот став, како што спомнав ти, да пофалат. Да, но секогаш реков дека тоа мора да биде со причина, а ние имаме многу причини и за критики, за жал многу помалку за пофалби. Се надевам дека тоа ќе се смени, да има многу повеќе за пофалби, а многу помалку за критики. Да биде обратно. Така. Вие, Славчо, студиравте графика, а за својата дипломска работа се одлучивте за темата погледи. Затоа што, како што и вие сами одвелите, кај луѓето најважно ви е она што има да го кажат очите. Погледот и бојата на гласот е нешто што за вас, нешто што вие прво го забележувате кај луѓето. Така, кога размислував со што да се занимавам, со што да биде темата на моето творештво, сватив дека нема поубаво од жената и одбрав секогаш жената да биде на пиедесталот на моето творештво. А ликот и психологијата на ликот или очите ги избрав затоа што очите кажуваат најмногу. Очите кажуваат за сите приказни што ги имаме ние проживеано во животот. Така да, а јас сакам и ги љубам тие луѓе што не се празни, тие што го проживеале својот живот или што го проживуваат или го преживуваат својот живот нелесно, туку што се храбри и туку што се истрајни во својата замисла, во својата идеја. Затоа може би се и во овие жени, затоа што и низ приказните на овие жени јас дознав многу за нив, затоа што кога ќе ги видите на телевизија мислите дека се е тоа лесно и дека се е како бајка, меѓутоа кога малце ќе загребете во позадина, сваќате дека и тие се обични луѓе кои што си имаат некои животи и приказни, кои што се фасцинантни, кои што заслужуваат внимание. Така да секогаш ги сакам тие луѓе што не оделе по својот пат од свила. Секогаш ги сакам тие што оделе и што имале разни удари или пречки кои што ги победиле. Тие ми се секогаш предизвик. Така да и од периодот на моите студентски денови, а и сега се занимавам со психологијата на ликот, а за гласот, иако значи сум визуелен уметник, не сум музичар, јас сум константно со музиката 24 часа можам да кажам. И секогаш ми се фасцинирам и ми е убаво кога некој спроти мене има убав глас. Мислам дека и гласот многу кажува за една личност. Да, но гласот ми го бираме. Некој има убав глас за нас можеби, а друг можеби. Нели убавината е сепак нешто што е субјективно. Секој на свој начин гледа и на убавината. За некого можеби сме убави, за некого не сме, и тоа е нормално. Така, меѓутоа суштинската убавина се гледа и преку очите и преку гласот. И секогаш сум среќен кога иако јас се сметам дека немам убав глас, кога некој спроти мене има убав глас, па ми е задоволство да го слушам. И се восхитувам на тие личности, значи можам да кажем еден пример, например почитуваната професорка Валентина Боџиновска ми е секогаш задоволство да ја слушам затоа што една жена која што исклучително убаво и правилно зборува. Да, говори македонски јазик. Ја земам нејзе како пример, она е та една од многуте кои што знаат да говорат убаво и реков дека секогаш се фасцинирам и се восхитувам на такви личности. Да, токму така. Кога станува збор за изложбата и еве да го закружиме тоа прашање што ми се рекло, значи во план е понатака и втор дел. А кога, како, тоа останува да видиме понатака. Можам само да кажам дека приказната за убавите жени на Македонија или на мојот народ секако ќе продолжи затоа што има убава енергија од сите мои соработници.
оставам времето да покаже затоа што и овој дел, значи првата едиција, идејата ми е од пред 4 години, па се реализираше значи изминатата година, така да сакам да се вклопи се убаво, да биде секако што треба. Значи не ми е мојата идеја да се брза, туку сакам да се слегнат работите и да биде како што треба. Така и најдобро. И еве апропо овој разговор предходен, би сакала да го поврзам со она за кој што следно би сакала да зборуваме, а тоа е емоцијата. Колку е важна емоцијата и каква емоција вие преку вашите дела сакате да пренесете? Преку моите дела сакам да прикажам стварноста или реалноста или суровоста на оваа реалност низ мојата призма. Еден бунт кон општеството, некогаш и радост и среќа, многу повеќе и почесто бунт, а емоцијата е секако, значи, присатна затоа што човек без емоции е празен човек. Тие не ми се во мојот домен на интерес. Не ми се интересни луѓе. Ја ги сакам тие што знаат и да заплачат, што знаат и на радоста да и се радуваат со полни гради и на тагата да тажат исто со полни гради. Па тоа сме ние, тој човекот, тоа се луѓето. Не можеме да немаме емоции, а за жал не секогаш тие емоции се ценат во денешно време. Па во денешно време сите вредности се искривени, меѓутоа ако останеме на тоа дека се е искривено и ако не се трудиме да биде подобро, и ако не живееме со фактот дека од нас треба да почне промената, тогаш мислам дека е залудно се што би правеле. Јас се трудам колку што може да бидам подобар човек и да таа промена што сакам да ја видам во светот, да ја видам прво кај себе. Така да се надевам дека и тоа ќе успее. Еве гледаме слики моментално од ваши претходни години, нели, така, претходни инспирации. Еве женскиот лик повторно е присутен. А исто така може ли да се каже дека и, мислам, во една прилика имате кажано, дека германскиот сликар Албрехт Дирер е еден од уметниците кои што вас лично ви инспирирале. Со што ве фасцинира тој? Многу е убаво и секој во студентските денови има еден пример кој што го води или има влијание. Кај мене тоа е Дирер. Меѓутоа, ако ги погледнете сликите кои што изминатиот период сум ги работел, не се ни приближно тоа што го работел Дирер. Само е убав пример за тоа како треба да го водиме ние нашиот пат. Затоа што Дирер работел во едно друго време, творел на едни други теми. Мислам дека секој уметник, секој сликар и уметник во било која смисла треба да биде уметник на своето време. Јас ги сликам овие ликови кои што треба да бидат сведоци на ова време, а не на некој изминато. Се трудам да бидам свој, да имам собствен израз за тоа што го работам, затоа што мислам дека тоа е единствената добра и точна и вистинска работа. А Дирер е, мислам дека совршен пример за секој кој што навлегува во полето на уметноста и кој што треба да го следи до крај неговиот пример. Да, имате многу искуство освен со делата на платно, исто така и со сценографии, со театарски плакати, како што спомнавме и работилници за деца. Славчо, што е она што вас посебно ве исполнува? Може ли да се каже дека и другите уметности ве окупираат, ви го окупираат вниманието? Па сигурно, затоа што сакам да експериментирам, се уште се сметам за себе си за млад, така да во неколку случаеви сум имал прилика да креирам и театарски плакати, и сценографии, и неколку 2 или 3 краткометражни филмови. За едниот сум благодарен на мојот почитуван професор Антонио Митрикески, кој ми беше професор во периодот на моите магистерски студии и на негова иницијатива го снимивме филмот Лузна. Се надевам дека можеби во некој иден период дека
дека ќе продолжам малку посериозно да се занимавам и со филмот, затоа што се дружам во круг на некои пријатели кои што исто се занимаваат со филмот, дали се режисери или музичари, така да за се си треба право време, односно вистинско време. Јас се надевам дека ќе дојде вистинско време и за малку посериозно да се занимавам со тоа, како што сега се занимавам со сликарството и тоа ми е примерна цел. А на што работите моментално? Моментално ако може да откриете, работам на неколку различни проекти. Можам да кажам дека периодов сликам во фреско живопис, се занимавам со тоа затоа што мислам дека тоа е нешто што во изминативе години многу ми го привлекува вниманието. Освен фреско живописот се занимавам и со креативна работилница за деца, веќе 8 години. Децата од Тетово и од Тетовско доаѓаат на оваа работилница. Тие што својата визија ја имат за понатаму продолжуваат и во средното уметничко училиште, на моје огромно задоволство и особено сум горд на тоа. Работиме на други настани, да кажам, спремаме аукција на слики кои што треба да биде од хуманитарен карактер. Треба да се помогне на лица со попреченост. Се надевам дека тоа ќе биде успешно. Многу убаво затоа што сте ангажиран во повеќе области, а секаде сте успешен на свој начин и придонесувате за, па може да се каже, подобро општество. Мислам дека сите треба да се стремиме кон тоа и сите да почнеме од себе да го подобруваме тоа, затоа што ако стоиме на страна и молчиме, тогаш придонесуваме да биде уште полошо или да влеземе во бездната во кое што и сега сме. Јас избирам да бидам некој што ја гледа ведрата страна на оваа наша приказна и се надевам дека ќе бидам на крајот во право и дека еден ден ќе се разбудиме сите во едно пубаво општество на целокупно задоволство и радост. Дај Боже да биде така. Она што исто е нешто што вам ве исполнува се патувањата. Да. Особено ми ја спомнавте Шпанија како земја, каде се сакате да патувате и колку тоа ви значи за вашата инспирација? Патувањата за мене се, можам да кажам, се. До сега во мојот живот сум пропатувал низ повеќе земји и секоја од нив ми оставила еден свој белек и впечаток, ми помогнале многу во мојата перцепција кон животот воопшто, во моите идеи и креации за творештвото. Мислам дека уметникот секако дека треба да патува, дека треба да открива нови простори и дека тоа е многу важно. Значи да биде отворен кон светот, затоа што и светот е отворен кон нас, само треба да го разбереме тоа. Јас ја сакам Македонија и сум македонец, меѓутоа мора да се истражува светот, затоа што светот е наш, а ние сме од светот, така да светот е нашиот дом, како се. Така, јас така и го разбирам тоа, а Шпанија ми е една приказна која што од пред 4 години тотално ме фасцинира и ме зароби во себе. Можам да кажам, често сум таму, значи во изминативе 4 години и секогаш, значи со нетрпение и се враќам. Се надевам дека и ова лето ќе бидам таму. Каде особено сакате да одите? Шпанија е една многу фасцинантна земја во секој аспект. И луѓето се интересни, и архитектурата што има таму, и мирисот на нивната земја, на морето, на историјата која што ја имаат и која што ја почитуваат, и односот према животот, према непознатите луѓе, топлината, срдечноста која што многу наликува на нас, страста што ја имаат кон музиката, кон храната, кон првенствено животот, и љубовта, мене ми е фасцинантна и секогаш, како што кажав, и се враќам особено на Валенсија, која што ми е една, така можам да кажам, една љубов.
Значи Валенција е градот кој што топло го препорачувате. На секој. Според ова, некако можам да заклучам дека не сте човек кој што сака да планира, туку повеќе оставате спонтано да се случуваат работите и можеби така е најдобро. Нели? Верувам во Господ, единствено во Господ и само во Господ се плашам, од Господ се плашам и се надевам дека ќе биде, пак ќе кажам, се убаво, меѓутоа оставам тој да си планира за мене, а јас најдобро што можам да го изодам овој пат. Можам да кажам дека до сега нисто овој живот имав и лоши моменти, меѓутоа секогаш на крајот од тунелот има светло, така да и секогаш гледам така. И оставам да тоа светло што повеќе трае, така да на мене е само да го одам тој пат кој што е негде горе испишан, така да тоа е Уште тоа. многу инспирација понатака ви посакувам, многу успеси и понатамошни изложби каде што ќе можеме да уживаме и ние како гледачи и да ги погледнеме. Многу ви благодарам уште еднаш за гостувањето и можноста за гостувањето. Се надевам дека ќе има уште многу изложби, дека уште многу уметност и на кој што сите ќе се радуваме заедно. Благодарам уште еднаш. Фала. Почитувани гледачи, вие бидете тука, за кратко се враќаме во неделниот микс.